Храната влијае директно врз психофизичките способности на луѓето, а неухранетоста долгорочно доведува до несогледливи последици по човековото здравје. И бидејќи храната е од витално значење за сите, сведоци сме на се поголемиот број гладни луѓе во светот, неделава која се одбележува како недела за борба против гладта по повод 16 октомври, Светски ден на храната, ги запрашавме кумановчани дали и колку храна им останува од секојдневната исхрана. Дали имаат навика да донираат храна, наменета токму за тоа или пак од храната која по оброците им останува и неретко истата завршува во отпад. Практикувате ли понекогаш да донирате храна или да дадете некому кому му е потребно? Да. Така, мислите ли дека луѓето безпотребно фрлаат храна еве се почесто? Мислам. Така, некој апел можеби? Па, апел да ви кажам, по-реално да се искористи храната, кој нема да му се даде, да не се фрла. Секој ден слушам, многу гладни умират, а храна се фрля, тој секој ден. Јас лично не сум размислувала негде да донирам, а убава идеја. Да знаете ли дека е недела на гладта и ви се обраќали некој еве вам од блиските да ви донесе храна? Не. Ете ли сами? Не, со фамилија и така, пава. А ви останува ли храна од она што во текот на денот го користите? Правиме све да искористиме до крај сега тако времето дојде. Сама ли никад не сме фрлила. Ќе ја до 3 дена ако треба ли не фрли. Се повеќе се фрла храна, велат дека има се повеќе гладни луѓе. Што, сега не сте размислеја на овој тема, беше. Ви останувате дневно на мирници храна дома? Имам, дај госто, дај. Пензионери ми имам. Не сте размислиле да ги дадете некому? Па не се нема потреба некој околу мене да е такав што нема па да му дадеш, иначе. Би требало да се донира на тие немотни луѓе и сиромасни луѓе. Кога сме имале давале сме. Скапа е живеачката, сега се внимавали на секој денар кога купувате храна? Живеали сте видиш како јас сум биотехнолошки. Земам по 500 во технолошки 25 години стаж, а 50 старост. И зимаше што поправо на кога да дадеш, дали за мене, дали за нима. Општинската организација на Црвен крст Куманово неделова на собирен пункт на градскиот плоштад ќе акумулира средства за помош на граѓаните од градот и соседните општини. А акцијата е насловена "Помислете и на нас". И во Крива Паланка е организирана акција со собирни пунктови во основните и средни училишта од градот, на кои ќе се собираат прехранбени намирници. Храната како есенцијална потреба е универзално добро на кое сите граѓани полагаат право. Храната е неопходна како воздухот, храната е живот. Доколку во кој било момент посакате да нахраните некого, да му го олеснете секојдневието во кое покрај джебот му е празен и стомакот, верувајте, не само што не треба да се двумите, туку и треба да го направите тоа, макар и по цена на тоа да го преполовите својот залак. Зашто? Во животот го имате само она што го давате, а богати сте онолку колку што дарувате. Сакани пак сте онолку колку што љубите, несебично и од срце, и од дно на душата.